Добро вечер. Рапорт на Канал Плюс. Во игра се фирми од различни сектори. Дел од нив веќе има донесено интерни одлуки за инвестиции во земјава. Дел се очекува да донесат ваква одлука во престојниве месеци, а дел се уште го скенира теренот и бизнис климата. Во годините на срамната и криминална приватизација, Штип и Источниот регион беа едни од најпогодените и најуништените региони во државава, каде многу луѓе останаа без работа и беа доведени на работ на екзистенцијата. Но колку влијае моменталната политичка криза врз стопанството и дали ова е еден вид кочница за новите инвестиции во земјава? Повеќе на оваа тема вечерва разговараме со првиот човек на технолошко-индустријско развојните зони Виктор Мизо. Да се подсетиме од прилогот што следува, каде се во Источниот регион има отворено нови фирми и кои се активни, а еве го и мислењето на граѓаните на прашањето колку ваквата состојба влијае на новите и веќе постоечки инвестиции. Странските компании кои имаат своји производствени капацитети се оптимисти покрај политичката криза која негативно влијае врз бизнисот, не се откажуваат од инвестициите во земјава. Поголемиот број на компании планираат да го прошират својот бизнис со отворање на нови капацитети и отворање на нови работни места како резултат на веќе склучените договори во странство. Ова се потврдува во последната анкета на Советот на странските инвеститори при Стопанската комора на Македонија, во која 84% од странските компании кои веќе инвестирале не се откажуваат и истото би го направиле повторно со градење на нови производствени капацитети во Македонија. Во Штип Кондево го завршува производствениот капацитет кој целосно ќе биде завршен за 2 месеци. Исто така во технолошко-индустријската развојна зона во Струмица почна со градба третата компанија на Johnson Controls. Во фабриката ќе се произведуваат делови за навлаки за автомобилски седишта наменети за европскиот пазар. Во Советот на странски инвеститори членуваат 118 странски компании од 30 држави кои вработуваат над 50.000 луѓе во Македонија. Во наредните 2 до 3 години вкупно директни вработувања во странските инвестиции ќе достигнат до 34.000. Плановите им се амбициозни и покрај политичката криза. Изминативе 10 години збирно во Македонија како странски инвестиции се вложени 2,6 милијарди евра. За тој период се донесени вкупно 49 гринфилд инвестиции, како и стотици помали и беа креирани над 17.000 нови работни места. Според директорот на технолошко-индустријската развојна зона Мизо, странските инвестиции се позитивен сигнал за Македонија. Да, инвестиции ама плати какви. Па какви да се платите, колку да се ниски, луѓето работат. Што не е важно, сигурни се, здравствено и пензиско. Кога ќе дојдат на мои години, тој ќе свата што значило тоа, дека треба да имаш работен стаж. Затоа се добри. Друго е проблемот платите и тука треба да се интервенира, да се прави просто притисок на тие работодавци, на тие газди. Платите мора полека да се качуваат. И ќе се качуваат, верувајте ми, затоа што нема веќе работна рака. А знаете, законно проведен во економијата, понудата го диктира поборувачката. Ако има работна рака, ефтина е работна сила. Ако нема доволно, ќе се качи. Тоа нема мене секира што платите мали. И миломишим инвестиции, бидејќи тоа е спасот на Македонија. Година, две ќе дое време, ние ќе мораме да увезуваме работници и да ги платиме добро за да дојдат во Штип и во Македонија да работат, бидејќи нема доволно работници веќе. Не е оно проблем што некои отишле во странство и бегале. Меѓутоа, и овие овде што младите некој ја бираат работата, не сакаат да работат било што. Сакаат, знаеме што, клати влата, зими плата. Мене ме радуваат инвестициите, без разлика какви се, кој ги праве, битно е да додат оден. И што не е важно, што со доаѓањето на таа странска технологија се внесуваат новини луѓе, се внесуваат нова технологија. Ние сме научени само на текстил и на земјоделие, а сега се има и електроника, има и многу убави работи има, се внесуваат. И што да, апсолутно Македонија оди можеби само напред, може да доде со тие без разлика на сите критики и за платата и за така. Со новите е добро, сино работи у Джонсон, пратија го у Чешка, добро е.
моментално. Добро, и задоволително е со платите. Работат има вработени од радови што секаде, сега и у Струмица отворија нов погон и тоа е добро. Токму така, како што најавивме и на самиот почеток, гостин во студиото на Канал Плюс и во емисијата Рапорт е директорот на технолошко-индустријските развојни зони на Македонија, господинот Виктор Мизо. Добро вечер, господине Мизо, и добро дојдовте во Рапорт. Добро вечер и благодарам на поканата. Така, еве најпрво како се чувствувате во нашето студио? Добро, ова ми е за прв пат во вашето студио, така да релативно често доаѓам во Штип, но прв пат во вашето студио и се надевам дека ќе имаме можност и вечерва да поразговараме, но нормално и во иднина врз основа на некои други нови економски позитивни показатели за Штип и целиот овој регион. Така. Еве, дел од компаниите веќе градат, веќе изградија. Кои се идните планови до крајот на годинава, уште колку ќе ги започнат да ги градат своите капацитети во овој регион? Еве да започнеме прво еден пресек низ цела Македонија. Започнувајќи од зоните во Скопје. Во моментот две компании градат во Скопје еден зоната, тоа е компанијата Hightech и компанијата GES, German Electrical Systems. Тие ги градат своите производствени погони кои треба да бидат готови до крајот на оваа година. Во зоната Скопје 2, Ван Хул започна да гради втората фаза, проширување на погонот за производство на автобуси. Во зоната во Тетово, Леар е во завршна фаза за изградба на својот производствен капацитет и тие во моментот во Браунфилд работат во Гостивар и тоа некаде почетокот на август, крајот на јули, почетокот на август треба да се префрли производството во рамките на зоната во Тетово. Во Кичево веќе Key Safety Systems активно работи во својот нов погон кој беше отворен некаде кон почетокот на март. Во Охрид, ОДВ Електрик го привршува својот производствен капацитет во зоната во Струга, Охрид Струга, а додека Костал напредно работи на она што значи адаптирање на постоечки објект во рамки на поранешно ЕМО, бидејќи тие ќе започнат со производство во тој погон, а потоа независно на таа инвестиција ќе има проширување во Охридско-Струшката зона. Во Прилеп Гентерм и Акомпласт работат на изградба на своите објекти. Гентерм е веќе во завршна фаза, некаде кон средината на јули ќе започне и официјално ќе има отварање на тој објект, додека Акомпласт некаде крајот на летото, почетокот на есента. И во Струмица Johnson Controls пред неколку недели имавме камен темелник на новиот погон кој ќе е во технолошко-индустријската развојна зона во Струмица, додека во постоечкиот Браунфилд објект таму се веќе вработени и започнати со пробно производство околу 450 луѓе. И на крај овдека во Штип, како што знаете, Johnson Controls и Technical Textiles работат веќе, додека кон Дево некаде до средината, крајот на летото ќе го заврши својот објект од гледна точка на градба, а потоа треба да се пристапи кон инсталирање на машините и нормално потоа ќе следи почетна регрутација на кадарот и она што значи потребна обука, без разлика дали таа обука ќе биде од страна на луѓе од Кондево кои ќе дојдат директно овде од Штип или дел од луѓето кои ќе треба да се обучуваат во Италија, што значи дека таа компанија ќе вработи вкупно околу 280 луѓе некаде до втората половина на 2018 година. Така, колку се активни што веќе и своето производство почнаа да го извезуваат? Значи, од вкупно 23 компании во зоните, независно од овие кои се градат, веќе се активни повеќе од 15 на компании и некои од нив се активни подолго време, некои се пократко време. Мислам дека најкратко активна е, например, Key Safety Systems во Кичево, бидејќи тие официјално започна некаде во март. Колку во текот на оваа година ќе започне да работи? Во текот на оваа година сите овие компании кои ги кажав, кои го градат својот производствен капацитет, освен Johnson Controls во Струмица, треба да завршат и да бидат активни. Значи тука зборуваме 3 компании во Скопје, потоа една во Охрид, 2 во Прилеп и Кондево овдека во Штип. Што значи имаме голем број на дополнителни компании кои ќе бидат вклучени во активното производство. Така, најавивте еве неколку нови инвестиции, кои се следниви, кои и колку ќе дојдат еве нови на повидо, колку имаме?
Тоа е интересно прашање. Од гледна точка на кои од објективни причини и сензитивноста на компаниите не можам да обелодренам никакви имиња, заради тоа што сите компании мора прво да ги завршат сите интерни процедури на донесување на одлуката. Постојат неколку компании кои веќе на различни нивоа на компанијата имаат донесено позитивна одлука за инвестирање во Македонија. Но сето тоа треба да заврши и да помине низ целиот тој интерен процес и дури по тоа да се обелоденат овие компании. Можам да кажам дека ние во дирекцијата за ТИРС активно, како и другите членови на тимот за економскиот тим за привлекување на странски инвестиции, активно работиме со голем број на компании во нашиот дел. Се надевам дека до крајот на годината ќе имаме позитивни одлуки кои ќе бидат и официјализирани од компании од Северна Америка, од Европа и од Азија. Така да од таа гледна точка нема дискриминација или преферирање на компании од одредени земји, туку се трудиме да ги успееме да привлечеме компании од секаде, од различни дејности и понекогаш многу софистицирани компании од многу економски напредни земји. Така, колку со донесувањето на новите инвестиции ќе се креираат нови вработувања? Прво, во моментот во сите зони работат околу 5850 луѓе. На ниво на цела Македонија? На цела на Македонија. До крајот на оваа година, компаниите кои треба да започнат со работа или некои од постоечките кои ќе го зголемат бројот на вработени, треба да се надмине таа бројка над 7100. Значи, без ниту една дополнителна компанија да дојде, освен овие, вкупната бројка на вработени, кои тие треба да реализираат, е речиси 15.000. Но, бројката драстично ќе се зголемува со тоа што нови компании до крајот на оваа година кои ќе донесат позитивни одлуки, дел од нив нормално ќе бидат и трудоинтензивни кои ќе вработуваат поголем број на луѓе и од таа гледна точка она што е многу важно е дека се трудиме да има една диверсификација, географска диверсификација, да не биде се концентрирано само во Скопје, туку се поголем број на компании се диверсифицирани кон различни делови од Македонија и заради тоа целиот овој концепт на слободни економски зони, како што гледате, Штип беше втората која стана функционална, но покрај првата компанија сега веќе уште две се тука. И се надеваме дека во иднина се повеќе компании се предвидува дека секоја од зоните кои се планирани ќе најде една и нормално со тек на време и повеќе компании кои ќе се лоцираат таму. Колку чинат овие инвестиции што се најавуваат? Вредноста на новите инвестиции секогаш зависи од колкав временски период и колкав капацитет. Бидејќи некои компании секогаш кажуваат или настапуваат со релативно конзервативни бројки од гледна точка на вредноста на инвестицијата и бројот на вработените. Тој типичен случај беше и овдека во Штип. За компанијата на Джонсон & Рос беше кажано дека ќе се вработат 1250 луѓе и ќе се инвестираат 16 милиони евра. Во реалност, таму се веќе вработени над 1800 луѓе и таа инвестиција надмина 21 милион евра, што значи дека првобитните нивни проекции, перцепции се зголемени многу од она што значи реалноста врз основа на она што беше иницијалниот план и заради тоа е малку неблагодарно да се кажуваат бројки, бидејќи секогаш е полесно да се зборува 3 до 4 години од кога ќе започне со реализација инвестицијата да се согледаат кои се вистинските резултати. Но сепак, според мене, не е само колку луѓе и колку пари се вложени, туку понекогаш и каков вид на технологија, бидејќи секогаш пософистицирана технологија и компании кои носат некои напредни производствени активности се многу поважни, бидејќи тие успеваат и да имаат и подобра соработка со домашни фирми, но истовремено да имаат и трансфер на знаење и технологија која претходно не постоела тука. Така. Еве, кога би сакала некоја компанија од странство да инвестира во нашава држава, какви услови бараат? Има ли посебни некои услови? Не е дека има посебни услови, туку она што е важно е на кој начин се споредува Македонија со другите земји во регионот кои се конкуренција. И во многу случаи не е само соседите Бугарија, Србија кои ни се конкуренти.
може би сега геополитичката ситуација во некои земји пошироко во Европа или Северна Африка е малку различна, но се имало случаи во моментите кога Johnson Controls разгледуваше можности за инвестирање, 10 земји беа во игра, вклучувајќи ја Украина, Молдавија, сите земји од нашиот регион, но истовремено тука беше и Тунис и Мароко, така да зборуваме за земји кои се и географско релативно оддалечени од нас и она што е важно и поголеми земји, нормално по број на луѓе и земји кои имаат веќе кои се донекаде и препознатлив бренд, бидејќи за нас најголема борба беше да Македонија влезе на мапата на потенцијалните инвеститори, да нас не перцепираат, бидејќи сепак во нашиот дел, во нашето обкружување знаеме што се случуваше 90-тите години, без разлика што Македонија не беше вклучена и дел од тие негативни процеси, немаше еден таков негативен имидж, сепак обкружувањето влијаеше да и ние бидеме на еден начин игнорирани подолг временски период. Но компаниите бараат прво директно каква е структурата на работната сила, каква е квалификацијата, што е расположливоста, што значи во еден радиус од 20 на километри од она локација каде што тие би го изградиле погонот. Каква е образовната структура, дали има соодветни универзитети, кои се наставните програми таму, логистичка поврзаност, инфраструктурна поврзаност, авионски летови, од кои земји, од кои дестинации, од кои градови може да се стигне тука. На кој начин целиот процес на царината влијае врз транспортот на продуктот. Што значи потенцијалната корупција? Кога разгледуваат земји во Источна Европа, секогаш тоа е прашање и најмногу за тоа не е дека не прашуваат нас како представници на владата, туку сакаат да разговарат со постоечките странски компании инвеститори, да видат кои се нивните искуства претходни и дали се тие задоволни или не. Истовремено макроекономската стабилност, бизнис климата, сето она што значи да го скенира теренот, тоа што значи Светска банка doing business, рангирањата, не само едно, голем број на рангирања. И потоа како вид на поддршка и како вид на асистенција ќе има од страна на институциите во целиот процес на реализирање на својата инвестиција, бидејќи сепак тие се соочуваат со една нова земја, со една нова непозната дестинација, без разлика колку консултанти и адвокатски фирми ти ангажираат, сепак им треба една поддршка, системска поддршка и во тој случај ние како дирекција за ТИРС им сме на помош во секој момент, бидејќи дури и некои основни работи, дозволите за градба, оперативните дозволи, директно со нас се издаваат, значи не зависат од други министерства, од други институции во државата, но истовремено секојдневно сме во контакт да им помогнеме во целиот нивен процес. Така, директоре, Источниот регион во годиниве наназад беше погоден од приватизацијата. Многу фирми отидоа во ликвидација, граѓани останаа без работа. Еве конкретно во Кочани, Проби, Штип и Штип сега се градат нови фирми. Еве во Кочани се Амфенол и Антура. Дали има наповидок нови фирми за градење, нови компании? Точно, Антура, Амфенол, потоа во Пробиштип е компанијата Crownfield Foundry и потоа три различни компании од три различни земји овдека во Штип. Ние ги нудиме сите локации низ Македонија како потенцијални локации. Компаниите одлучуваат, понекогаш се концентрираат на 2 или 3 опции и потоа директно сакаат да скенираат каков е видот на расположливата сила. Во соработка со Агенцијата за вработување, тие ни даваат листа на кои видови профили им се потребни. Потоа ние бараме одреден број на луѓе кои се во моментот бараат работа преку Агенцијата за вработување, да тие во локалните центри дојдат, ја представат својата компанија и да разговараат, да видат кои се познавањата, какво претходно искуство потенцијално имале, ако се невработени, зошто се невработени, колку долго, кој вид на кадар. Значи тука не изгледаме само технички лица или работници со средно образование, туку сакаат да ја скенираат целата оваа активност. И неколку компании ова го имаат направено каде што разгледуваат паралелно неколку градови и потоа се одлучуваат може да донесат и одлука за Македонија, па потоа да донесат одлука кој град, но истовремено некогаш
2 или 3 града од Македонија се во дирна конкуренција со по еден град од некои соседни држави. И сето тоа внатре тие интерно го рангираат за да видат што е најсоодветно врз на сите оние претходно споменати параметри. Така да ниту еден дел од државата не е запоставен. Ние се трудиме да насекаде има инвестиција. Еве, например, доаѓањето на втората инвестиција на Джонсон Контролс во Струмица е многу важен за југоисточниот дел на државата, бидејќи претходно тамо немаше голема трудоинтензивна странска компанија. Така да се што е во наша мок, вклучувајќи посебно и зоните во Берово и Делчево. Сепак заради големината на градовите тамо не може да се очекува компанија која би вработувала 1500 до 2000 луѓе, бидејќи со помал капацитет треба да има, бидејќи нема толкава расположлива работна сила, но помал капацитет врз основа на потребите, некоја компанија меѓу 200, 300 до 400 луѓе би била можеби идеална за една таква средина каде што голем број на локалното невработено население може да работи. Еве ќе се вработат во новиот погон во Амфенол во Кочани? Еве Амфенол во моментот вработува околу 850 луѓе, до крајот на годината нивни планови се да стигнат до околу 1500 луѓе, што значи дека ќе има драстично зголемување на бројот на вработените и Амфенол континуирано ги разгледува можностите на кој начин да има дури и некои дополнителни инвестиции, бидејќи според она што колегите од тимот за странски инвестиции која водат таа инвестиција кажуваат дека има задоволство од нивна страна, има интересно и задоволство за основа на она што се постигнатите резултати досега. Така, со тоа и ќе има поголем успех и поголеми вработувања во Кочани. Така, директоре, значително е зголемен извозот од економските зони. Дали се очекува таквиот тренд да продолжи понатаму? Минатата година 36% од вкупниот извоз од Република Македонија беше остварен од зоните. Значи имаше извозна бројка од околу 1,5 милиарди евра. Ако ги гледаме првите 5 месеци на оваа година, веќе имаме зголемување од над 28% во споредба со првите 5 месеци минатата година. Значи, заклучно со месец мај имаме извоз нешто над 715 милиони евра. И јас гледам дека во еден релативно краток временски период, не сакам да кажам оваа година, но можеби за 2 до 3 години, сум оптимист дека извозот може да достигне до една сума од речиси 2 милиарди евра. Значи, ако минатата година сме биле 1,5 милиарда, имаме зголемување оваа година, 2 до 3 години, некаде 2018 до 2019 година, може да се стигне и таа бројка од 2 милиарди евра. Но она што е поважно, точно е, расте извозот, расте извозот од зоната, паралелно и увозот, но разликата помеѓу извозот и увозот се зголемува од месец во месец, што значи дека се креираат се поголем број на производи со поголема додадена вредност, бидејќи сепак за некои од овие компании специфичноста на репроматеријалите мора да значи дека тие се од увоз. Некои од тие материјали не постојат воопшто нити во Европа, ги увезуваат од Америка или од Јапонија, но додадената вредност, софистицираноста на самото производство креира да извозната вредност или продажната вредност на тие производи е многу повисока. Без разлика дали се тоа катализатори, автобуси, воздушни перничиња, навлаки за седишта или електронски или мехатронски компоненти кои се произведуваат низ зоните. Зависно за која компанија станува збор и што произведува. Апсолутно. Но она што е многу интересно е дека ние сме една од ретките земји, не само во Европа, во светот, кој има трговски суфицит со Германија. И тоа директно се причина што овие компании, не само во зоните, туку и компании како Амфенол, како Кромберг и Шубет, како Дрекселмайер, како Маркарт, најголем нивен извозен пазар е Германија, бидејќи сепак во автомобилската индустрија во Европа Германија е далеко убедливо прва земја, што значи дека ние извезуваме многу поголем обем на производи кон Германија отколку што увезуваме од нив, што не е својствено за голем број на земји. Така, колку е вкупниот увоз и дали поголемиот раст на извозот во однос на увозот се должи токму на овие компании или на домашните фирми што работат овде?
Увозот во првите Изошто 5 месеци на годината увозот беше околу 565 милиони евра, но имаме растот на извозот е поголем отколку растот на увозот, но истовремено кога ќе се гледат бројките на ниво на цела држава, гледаме дека од месец на месец расте покриеноста на увозот со извоз, што значи дека овие компании директно влијаат да мислам дека последната бројка беше има покриеност на увозот од околу 72%. Таа бројка историски секогаш била некаде меѓу 60 и 62-63%, што значи дека имаме зголемување на креирана додадена вредност во Македонија. Така, една од заложбите на владата на Република Македонија и на бизнис заедниците е што повеќе домашни фирми да соработуваат, односно да бидат кооперанти со компаниите што доаѓаат овде да инвестираат во ТИРС зоните. Колку домашни фирми соработуваат во моментот? Во моментот Што имаме значи над тоа? 500 домашни фирми кои соработуваат со компаниите во зоните и една од лидерите во таа соработка е Штипска актива, која директно изгради специфичен производствен погон само за потребите на нивната соработка со Ванхул. И многу е важно да има се поголем број на вакви домашни фирми, бидејќи тоа за нив значи дополнителна работа, дополнителни приходи, дополнителни вработувања, но истовремено кога тие ќе станат дел од тој ланец на добавувачи на овие странски компании, добиваат една референца, бидејќи ако вие соработувате со Ванхул, со Джонсон & Роуз, со Джонсон Мети, со Делфај, со Кемет, тоа ви дава можност да вие соработувате со голем број на други компании кои се и во другите земји од регионот, во Србија, во Бугарија, во Романија, во Хрватска, во Унгарија, што значи дека ви ги отвора вратите да бидете дел од добавувачите на други на ланец на други мултинационални компании и нормално да не сте лимитирани само во Македонија. Што треба тие да направат? За да неколку работи. Пред се тие мора да имаат сертифицирани видови на производство со сите оние сертификати кои се потребни за да бидат добавувачи во одредена индустрија, дали е тоа автомобилска индустрија, електроника или слично. Но дополнително треба тие да ги користат и да ги следат најновите, најсофистицирани трендови за квалитет на производството. За значи квалитет не само на мали серии на производи, туку за големи серии, од гледна точка на спецификација на производот, за конкурентност на цената за која го нудат тој производ, но истовремено времето на испорака се знае точно во колку часот на кое место треба вашиот производ да го испорачате за потребите на вакви мултинационални компании и нормално тоа значи дека континуирано тие треба да го развиваат менаџерскиот тим, но и работниот кадар за да може да ги следи најновите светски трендови. Така, колку еве според вас се потребни на Македонија инвестиции за да економијата биде во пораст? Тоа е сложено прашање да се одговори, бидејќи секогаш може подобро. Значи, без разлика колку и да кажам, работата е дека треба и би можело подобро за побрзо да економијата да расте. Но ова што според мене е најважно е да можеме да привлекуваме се поголем број на гринфилд инвестиции. Значи, гринфилд инвестиции каде што компанија доаѓа и гради свој производствен процес. Со тек на времето, освен вакви производствени компании, следниот чекор ќе биде овие компании да носат научно-истразувачки дејности. Значи, така наречен research and development и технички центри, бидејќи потоа сето она што во моментот е производство и хардвер, дел од тие работи значат и производство на софтвер, тоа што значи напредна технологија, IT технологии, програмирање, но истовремено начин да се направи еден софистициран производ кој може да ја стави Македонија на светската мапа. Да не играме со бројки колку вакви компании се потребни, туку да работиме на процесот да донесеме што е можно повеќе и што повеќе софистицирани компании, бидејќи тоа директно ќе влијае кон подобрување на целиот оној ланец на локални добавувачи.
Така, влезот на престојните компании, инвестиции, односно и зголеменото производство на постојните компании придонесе за значително зголемување и на извозот. Кои се очекувањата, кои од фирмите треба да до крајот на годинава да го своето производство да го испредат? Значи, во моментот, ако направам една градација, најголем извозник од зоните е Джонсон Мети. На второ место е Ванхул, но многу близко до Ванхул е фабриката на Johnson Controls овдека во Штип, со тоа што веќе гледаме дека на месечно ниво тие достигнуваат речиси 10 милиони евра месечен извоз, што значи дека ќе надминат годишната бројка од 100 милиони евра. И нормално сите други компании, дали се во Скопје или низ другите делови, се тука. Гледаме да контрибуцијата, ако секоја компанија расте од година за година, тоа нормално е позитивно за сите и на еден или друг начин секогаш не може да се очекува дека сите компании бесконечно ќе растат од Македонија. Секогаш врз основа на нивните капацитети и можности, врз основа на потребите и барањата на нивните клиенти може да се креира еден лимит, бидејќи нормално бројот на вработувања и обемот на активностите зависат од порачките, но мислам дека се уште сме далеку од достигнување на тој лимит дури од постоечките компании во Македонија и сметам дека оваа контрибуција кон извозот и производството ќе расте. Така и директоре, полека ни одминува времето, уште да ве прашам уште едно прашање поточно за источниот регион. Колку во фирмата, во компанијата Кондево ќе се вработат, а колку во Пробиштип? Во Кондево треба да се вработат вкупно 280 луѓе, а во Краунфилд мислам дека таа бројка, ако не се лажаме, некаде меѓу 200 и 300 вработувања. И она што го знам околу таа компанија, бидејќи таа компанија води министерот Бил Павлевски, се започнува со сите оние активности за припрема на теренот на таа локација пред да се започнат градежните активности. И нормално таа компанија од малку различна дејност од другите компании кои во моментов се дојдени, но сепак и тоа ќе биде важна компанија, бидејќи секоја нова компанија и дури со различна дејност е добар начин да се презентира Македонија како интересна и поволна дестинација, бидејќи што повеќе различни производи се произведуваат овде, тоа е поголема можноста да привлечеме и други инвеститори од иста слична дејност или комплементарна дејност на постоечките инвеститори. Така, ви благодарам уште еднаш на гостувањето во емисијата Рапорт, директоре. Благодарам и на вас. Така, и вам, почитувани гледачи, ви посакувам пријатна вечер. Довидување.